Почитуван вице-премиер за европски прашања, Бојан Маричич, почитуван министер за животна средина и просторно планирање, Каја Шукова, почитувана заменик председател на Европска инвестицијска банка, Лиљана Павлова, почитувана градоначалник на град Скопје, Даниела Арсовска, почитуван заменик министер за финансии, почитувани присутни представници на медиуми и други институции денес присутни на овој настан. Ми представува огромно задоволство што денес во овој настан одбележуваме на свечен начин 70 милиони евра грант од Европска унија, од граѓаните на Европска унија, од даночните обврзници на Европска унија за нашиот квалитет на живот. Почитуван амбасадор, Ваша екселенција, Гир, ви благодариме за вашиот личен ангажман и целата администрација и политички носители на земјите на Европска унија и Европска комисија за ова континуирана поддршка за нашата европска перспектива. Пред да ги кажам, да продолжам со значењето на и финансиските аспекти на овој проект, овој денешен чин, сакам да кажам уште да се надоврзам на тоа што каже вице-премиерот за европски прашања. Нашата патека кон членство на Европска унија не значи само дека ние ќе бидеме дел формален на Европска унија, туку тоа значи Европска унија, односно квалитетот на живот, да биде тука, дома кај нас, значи Европа, дома. Во тој контекст, денес овој проект што се поддржува од Европска унија всушност се работи на дополнување на финансирањето, на досегашното финансирање со поволни заеми со нашите стратешки партнери, како што се Европска инвестицијска банка, како и Европската банка за обнова и развој, кои не поддржуваат во финансирањето на овој проект. Денес на тој износ што де факто 68 милиони од Европска инвестицијска банка и 58 милиони од Европска банка за обнова и развој, како и 10 милиони грант, што ги имаме до сега обезбедено, дополнително денес одбележуваме дополнително 70 милиони евра грант. Овој грант доаѓа во состојба кога финансиските пазари се значително скапи. Овој грант значи дека овие средства ниту треба да се задолжиме, ниту треба да платиме камата, ниту ќе треба во иднина да ги вратиме. Овие се пари за нашите граѓани, а во конкретниот случај за овој проект, ова се средства со кои проектот ќе опфати околу 500.000 жители во градот Скопје. Всушност, на овој начин, уште една потврда дека нашата иднина и членството во Европска унија не е само формален процес или политички процес, тој е де факто процес за подобрување на квалитетот на живење за наши граѓани и ово уште еден јасен сигнал за поддршката што Европска унија дава за нас. Во контекст на соработката со Европска инвестицијска банка и Европската банка за обнова и развој, кои се наши стратешки партнери во финансирање на овој проект, би сакал уште една благодарност до подпредседателката на Европска инвестицијска банка во досегашната поддршка на овој проект и сите проекти во цел овој период над милијарда евра соработката и финансиската поддршка што имаме од Европска инвестицијска банка, 1,2 милијарди евра. Покрај овој проект ние имаме тековно уште неколку проекти со Европска инвестицијска банка, меѓу кои за поддршка на стопанството, проект од 100 милиони евра, која во текот на оваа година очекуваме реално да го поддржи нашето стопанство во период на криза. Европската банка за обнова и развој исто така е значаен партнер во развојот на нашата земја, во цел овој период околу 2,5 милијарди евра поддршка за нашата економија, за нашите граѓани. Почитувани присутни, представници на медиумите, ви благодарам за вашето присуство и можноста денес овој настан да го презентираме пред пошироката јавност.